Добра вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во првото издание на информативно-политичката програма Актуелно, која што ќе се емитува на телевизија Здравкин. Повторно на програмата нова емисија во која заедно со нашите гости ќе дебатираме, анализираме и воедно ќе споделуваме факти за актуелни теми од нашето секојдневие. Како што е и насловот на емисијата Актуелно, првата емисија ја започнуваме со еден од политичарите кој што е најактуелен во Република Македонија. Добре дојде, велам за Зоран Заев, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, кој е во нашиот град оваа вечер. Ви посакувам добре дојде во градот Велес и ви благодарам премногу што ја прифативте поканата да бидете во нашата прва емисија. И дали се одморивте од премиерската позиција? Фала ви многу прво на поканата. Секако Велес ни е нашиот убав македонски град, центарот на нашата Македонија. И секој пат е добре дојдено и за нас политичарите, а верувам и за граѓаните, да зборуваме за актуелни теми, како што е насловот на вашата емисија. Имаме многу што да кажеме, имаме многу што сме завршиле досека, имаме многу планови кои што во иднина треба да ги направиме и верувам во духот на транспарентноста ќе помогнеме граѓаните да бидат поинформирани за нешто што е актуелно, за нешто што ги интересира, за нешто што следува доправо да се случува во нашата земја, така да се надеваме дека и во иднина ќе имаме можности да разговараме за актуелни теми, заради тоа што на тој начин ќе и подобриме и состојбите во нашата земја. Па еве, со задоволство сум гостин и се надевам дека ќе има добар одек емисијата. Господине Заев, кое е вашето мислење? Дали до почетокот на предвремените парламентарни избори Македонија ќе биде 30-та земја членка на НАТО? Добро, ова е една од двете наши најголеми стратешки цели, членството во НАТО и датум за почеток на преговорите. Државата наша од 93-та година е аспирант за НАТО. До сега тоа се 27 цели години. Ние сме де факто членка на НАТО, де јуре очекуваме Шпанија да го ратификува протоколот. Шпанија формираше својата влада, таа го усвои протоколот, пуштено во собраниска процедура. Процедурата очекуваме во првите 10 дена од март да биде завршена и со тоа да се заврши формализацијата на нашето членство во НАТО. После тоа следува депонирањето во депото во Вашингтон на самиот протокол од страна на Шпанија и на крајот и нашиот протокол, се надевам парламентот овие денови ќе го ратификува, ќе го усвои во парламентот за да можеме средината на март или втората половина на март да го депонираме и да одиме во Брисел да го кренеме нашето македонско знаме пред седиштето на НАТО, каде што веќе имаме купено наши простори во собственост на Република Северна Македонија, каде што ќе бидат нашата мисија сместена, за да можеме таа гордост да ја споделиме со сите наши граѓани. Уште еднаш да напоменам, Велес имал и жртви во војните за самостојноста на нашата земја, во конфликтите, во сите минати периоди. Ние дочекавме да можеме да кажеме дека НАТО е гаранција за никогаш повеќе војна, никогаш повеќе конфликти, вечен мир, стабилност, сигурност, кое што е многу значајно за сите родители, но и за децата, генерациите кои што доаѓаат после нас. Но истовремено НАТО значи повеќе економија, повеќе инвестиции, повеќе работни места, повисоки плати. Секаде тоа така се случувало во светот, очекуваме и кај нас да биде токму така. Значи, очекуваме дека во НАТО ќе влеземе... На март ќе бидеме полноправна членка на НАТО. Да се надеваме. Значи, НАТО е реалност, а Европската Унија се уште е посакуваната дестинација. Значи, се чувствувате изневерен, ве обвинуваат дека дадовте се, нели, мислам за потпишување на Преспанскиот договор, а не добивме ништо. Политичкиот пораз сушност е причина за одлуката за овие предвремени парламентарни избори. Што мислите, дали годинава очекувате да имаме барем преговори со Европската Унија? Добро, прво не само од нас, току од Европската Унија, од Европската комисија, од сите земји членки на Европската Унија беше констатирано дека нашата земја ги исполни сите реформи кои што беа дадени како задача за да може да чекаме одлука за почеток на преговорите. Од згоре на тоа го постигнавме и договорот со Бугарија. Од згоре на тоа го постигнавме и договорот со Грција. Навистина сме најблескавиот пример на Балканот и сме вистинска потврда за аспирациите или атрактивноста на Европската Унија, која што сите земји ја имат, кои што се земји кандидати.
За жал, Европската Унија направи историска грешка. Председателот Макрон јавно во изјавата потврди дека ние исполнивме се, дека сме пример на вистина за договорите кои што ги постигнавме, тоа се европски вредности, европски манири и слично, но рече сега нам ни треба дополнително време. Се надевам дека тоа дополнително време ќе биде максимално кратко, заради тоа што Европската Унија вети дека ако ние испорачаме, испорачаат и тие. Јас сум тој кој што разговараше со пратениците да гласат во парламентот за уставните промени и ратификацијата на договорот од Преспа. Јас сум тој исто првиот кој што го водеше кампањскиот процес на референдумот. Сето тоа што се случи. На крајот имаме неправда према нас и горчината како и кај сите така беше и присутна и кај мене. Прво да констатирам дека очекувам не подоцна од мајскиот совет или самит за Западен Балкан во Загреб, тоа е 7 и 8 мај, да биде завршена одлуката и Република Северна Македонија да биде земја која што преговара со Европската Унија, односно да биде донесена одлука за почеток на преговорите. Европскиот совет има своја сесија и 26 и 27 март, има во мај, има во јуни, јули, има во октомври, така да ова година јас очекувам ние да почнеме преговори, заради тоа што навистина заслуживме и заради тоа што продолжуваме да работиме на реформите. И втората работа, зошто тоа беше причина за изборите, заради тоа што кога Европската Унија не испорача, реално стравував дека опозицијата, многу националисти во нашата земја, ќе го искористат тоа разочарување кое што се случи, за да им биде плодна почва за нов национализам, кој што може да предизвика подвеленти сериозни последици по државата, а едно тоа е провокации према Бугарија и Грција, кои што може да стават ново вето и повторно да бидат замрзнати процесите на интеграција. И втората трака на која што или лента на која што се плашев да не се случи, нов национализам кој што ќе ги разлоши, ќе ги направи повторно старите лоши односи помеѓу македонците и албанците. Тоа не ни треба во државата. Нашата земја е општество за сите, смирени се страстите, нема повеќе закачки, проблеми, убиства меѓу младите по автобусите пред се во главниот град Скопје, па и насекаде во државата. Реално сите се стремиме и голем успех имаме постигнато да бидеме еднакви, со исти права, но и со исти обврски према државата и тоа треба да продолжи така. Заради тоа донесовме одлука да одиме на избори, нашиот народ да каже дали останува на европскиот пат, а при тоа нас политичарите да не стави во ситуација да ветиме тоа што значи иднина за државата, а не да се вратиме кон нови национализми, па дури и радикализми, па дури и нови проблеми. Верувам дека додека ние се спремаме за изборите, додека работиме на програмите, на кандидатите и на самите избори, Европската Унија многу брзо ќе ги промени своите нефер и непринципиелни одлуки према нашата земја, заради тоа што ова е само продолжување на нашата мотивација, не е целокупно полноправно членство. Ќе треба години да се трансформираме внатре, да бидеме подобра земја, со подобар општествен систем, со подобро правосудство, здравство, образование и така натаму, ама малку да го менуваме и нашиот ментален склоп како народ, да бидеме попродуктивни и поработливи во целиот тој период, за да можеме да брзо да дочекаме и полноправно членство во ЕО. Како што споменавте, ете, опозицијата. Тие велат дека ако има потребното мнозинство, дека ќе го ревидираат Преспанскиот договор. Бидејќи македонската јавност можеби е поделена нели за потребата од потпишување на Преспанскиот договор. Поголем дел се против она што се случува после потпишувањето на договорот, значи за пријателството со Бугарија, дека Гоце Делчев е македонец. Секој поинаков договор за многумина е негативен. Што мислите? Дали ќе има опасност од поништувањето на договорот, како што велат опозицијата? Значи, според мене ова гола лага. Ништо нема вистина од тоа. Во недостиг на понуда, на економски прогрес, на економски перспективи, ова закана ја испорачува опозицијата. Сите знаеме дека треба 2/3 за да се укине договорот и тоа е невозможно во нашата земја. Ама заканата обстојува заради тоа што играт на картата на национализмот. Јас реков, во 21. век има многу отрови, но еден од најголемите отрови е национализмот. И треба да знаат опозицијата која што игра на вака националистичка карта, дека некогаш ќе заборави да си ги измие раците од користењето на тој отров, па може сама да се утрие. Го зборувам ова фигуративно,
заради тоа што сме 21 век, трета деценија. Се случува четврта индустријска револуција, модерниот технолошки раст и развој на целиот свет. Се уште да зборуваме за нови гавги со соседите, за вакви националистички закани, тоа е недозволиво. За договорот со Бугарија и Гоце Делчев, што го отварате прашањето, Комисијата работи веќе реши 4 историски поглавија, објавени се документите. Тоа се документи кои што го штитат интересот на двете земји, и на македонскиот народ, и на бугарскиот народ. И секако во една таква констелација ќе го најдеме решението за Гоце Делчев. Гоце Делчев е нашиот револуционер, прв борец за македонската независност, самостојност, самобитност, но истовремено уште во тоа време е нашиот македонски европеец, кој што зборува дека светот го разбира на културен надпревар помеѓу народите. И тоа треба да го правиме до ден денеска, да се надпреваруваме со народите од Бугарија, од Грција, од Србија, Албанија, Косово, нашите соседи, ама и со они од Брисел, и они од Лондон, и они од Берлин, и тие од Рим, или од Париз, од секаде. 21 век. 30 години, 29 години независност оваа година навршуваме, се изморивме од национализам, чукајќи се по градите, кој е поголем македонец, додека народот ни бега. Крајно време беше да се решат овие работи, за да може да се интегрираме, за да доместиме Европа овде, подобар живот, да не останат младите овде, затоа што со кавги со соседите, со фрустрација од ветото, што ги добивавме од Грција во минатото, со кавгите меѓу нас, македонците и албанците сите, нема подобар живот. Нема атмосфера младите да останат овде. Затоа сите овие храбри одлуки ги донесовме, не водејќи сметка за својата политичка кариера или политички рейтинг, како што во минатото тоа се правело. Овие договори се договори на пријателство. И со Бугарија и со Грција правиме стратешко партнерство. Самите наслови на договорите се тие. Денеска авионите на Грција и Бугарија го покриваат нашето небо и се грижат за просторот воздушен и безбедноста над Македонија. И во такви околности придобивките само ќе растат. Да имаме нови инвестиции од Грција во нашата земја, кои што отварат нови работни места, плаќаат давачки и даноци на државата. Од Бугарија исто така многу. Сето тоа значи работни места, повисоки плати, подобар стандард, но и пријателство. Зарем младите не треба да се почитуваат меѓу себе и од Македонија, и од Грција, и од Бугарија, да соработуваат заедно, да се споделуваат информации, искуства, знаење меѓу себе, да имате еден позитивен надпревар, кој е подобар. Тоа е денеска борбата што треба да ја водиме. Кој е подобар, кој е попродуктивен, кој е поефикасен, кој е попаметен, помудар, за да помогне на својата земја, на својата општина, на своето семејство. Денеска тоа не се случува, така да овие закони кои што стигат од опозицијата се лага и ништо помалку од тоа, и верувам дека таа лага ќе биде препознаена од нашиот народ. Затоа верувам дека треба да се насочат час поскоро да испорачат своја понуда, која што ќе каже како ќе завршиме процесот во НАТО, како ќе добиеме почеток на преговори, како тоа Грција и Бугарија ќе продолжат да не поддржуваат, а не да стават вето и кочници на нашата земја. Тие се одговорите кои што треба да ги дадат од опозицијата, и затоа реков уште од многу одамна ќе останат опозиција додека не понудат решенија за еднината на земјата наша, на народот наш, на младите, на децата, на идните генерации. Ете ги споменавте младите, дека константно бегаат од нашата држава. Економист излезе со студија за одлив со мозоци, каде што ние сме доста високо рангирани како македонскиот народ. Какви мерки и каква мотивација нудите, односно која е мотивацијата за младите за да останат во државава, бидејќи се тоа што се случува, можете и самите да видите, претпоставите колку е на ниско ниво. Како сите го бараат начинот за да избегаат од оваа држава? Значи, прво, денеска се е глобално село. На авионот, во возот, во автобусот, може да се најдете секаде. Значи, денеска сте овде, утре сте во Токио, во Брисел, во Берлин, во Берн, во Швейцарија, било каде. Суштината е што помалку луѓе да ни бегат и ако може да се враќаат некои на назад. Денеска и во Бугарија, и во Романија, и во Хрватска, кои што земји членки на Европската унија бегат одредени профили на кадри, но некои останале веќе. Латвија ги враќа своите млади кои што избегале надвор, сега се враќаат назад. Како може тоа да се случи? Едноставно. Нема да ја кажам некоја инвентивна формула. Работа да им обезбедиме тука за достоинствени плати. И тоа не е доволно. Мора да обезбедиме
добро образование за децата на младите кои што доаѓаат, добро здравство кога ќе се разболи некој дома да си го најде лекот дома, кога ќе бараме правда да имаме правосуден систем кој што ќе дели правда, еднакво за сите, кога ќе сакаме да сме слободни, да имаме содржини, да излеземе со пријателите, другарите, семејството, децата, сите, да направиме амбиент доволно примамлив за квалитетен живот овде. Тоа е само возможно ако се интегрираме во НАТО и во Европската Унија. А таа интеграција е возможна само со решавање на проблемите кои што ги имавме. Филозофијата е едноставна и разбирлива. Ние тоа го направивме. Денеска 60.000 работни места за 2,5 години се отворени. Просечната плата во тие нови 60.000 работни места е 485 евра, која што се дава. Тоа се доминантно преку 80% млади луѓе кои што се вработиле, млади до 32 години, тие веќе останале тука. Ако не се отвориле тие работни места, голем дел од нив ги заминале. Дај Боже да ги отвориме работните места и за оние малку, 17% кои што останале невработени, да имат работни места, ама не било какви, квалитетни работни места, кои што на Сабајле нозите нема да ги враќат назад, туку ќе си ја сакат работата, ќе се осеќат продуктивни, ќе имат шанси да напредуваат, да имат уште поголеми плати, како што е секаде во светот. Затоа ја испраќам секогаш пораката до младите. Денеска, дури тие што работат, може да одлучат, и тие што не работат, да одат во Германија, да одат во Швајцарија, да одат во Италија. И веројатно таму ќе земат поголема плата. Но прво што треба да направат пресметка е дека кога ќе платат киријата, трошоците на живот ќе видат дека помалку ќе им останат отколку дома ако работат. Вториот дел е предизвикот на животот, на младоста. Таму Германија веќе е на висок стандард, бранот е дигнат и се качуваш и се возиш на него. Овде ние ќе го креваме бранот. Ние ќе направиме промените. Ние ќе учествуваме во предизвикот на нашиот живот. Таму е досадно и животот ќе помине. Тука предизвикот е силен и ќе биде животот исполнет. Затоа не велам дека не треба да размислуваме и надвор, дали да одиме или не, примамливи се повисоките плати, но на крајот дали останува доволно толку за да биде вредно да го напуштиме огништето, отколку вредноста да останеме дома со своите роднини, родители, пријатели, со своите другари, овде да креираме и патриоти, ако сме, да и помогнеме на државата. Генератор на развојот се младите. Движечка сила на секаде се младите. Затоа очекувам се повеќе и повеќе млади да не остануваат овде, ама и се надевам со сите работни места, информатичките технологии, сериозните странски инвестиции што случуваат во државата, ќе вратиме многу млади луѓе кои што заминале, заради тоа што реков, не се срекни сите што заминале надвор од државата. Некои од нив бараат просечна плата добра, да имат добри услови, би се вратиле веднаш. И почна некои млади да се враќаат, се надам дека тоа ќе биде многу видливо, многу попрепознаено за да го доживееме во нашата земја. Значи ги споменавме младите и економијата во држава. Секојдневно сме очевидци за многу семејства кои што живеат на работ на екзистенцијата. Знаеме дека просечната плата моментално е качена. Но што мислите вие за економијата во нашата држава? Дали во вашиот мандат се подобри? Што мислите за понатаму? Дали овие семејства ќе останат во Македонија или ќе го бараат својот живот надвор од границите на државата, како што споменавте претходно? Стигнавме до плата просечна над 26.000. Ги чекам новите статистички податоци заради сите овие мерки на минималната плата, на субституцијата на придонесената плата, недостатокот на работна сила ја крева платата или слично. Но верувам тој што земал 15.000 сега зема 25 или 23 има посилна мотивација да остане отколку да замине. Имавме 9.000 денари минимална плата во државата. Не е сега најсјајна, ама е 14.500. Тоа е 60% повисока плата од порано што било за само 2,5 години. Тоа е променето. А при тоа не се затвараат работните места, фирмите обстојуваат. Значи државата ги најдала своите алатки да ја зголемува платата. Тргнат сме на добриот пат. И верувам дека тоа така ќе продолжи. Нашиот таргет е 500 евра просечна плата, кој што ќе ја чувствуваат сите, но и таму кај што се најсиромашни луѓето. Зимаа по 2.800 и 3.200 денари социјална помош. 4 члено семејство, 5 члено семејство. Сега зимат 11.770. Да, и при тоа, два пати ако одбијат работа, ќе ја изгубат социјалната помош. И нудиме работа на секаде,
за да може да тргат да работат. Како рекле старите, не му давај работа на сиромашниот, научи го, не му давај риба на сиромашниот, вика, научи го како да ја лови рибата. Секој сака сам да си ја вади платата. Социјалната помош треба да им се најде на луѓето додека не се снајдат во животот да заработат за својата екзистенција и за своето семејство. Решивме 12.000 стечајни работници. Повеќе од 6.000 веќе добиваат државна социјална пензија, тоа се нашите родители, дедовци и баби кои што наполниле 65 години немат никакви примања дома. Денес им даваме социјална пензија од 8.100 денари. Добиваат стечајните работници кои што цел век работиле, останале без работа, а не може да одат во пензија. Никој не се прашува од што живеат и пензионерите, вакви без пензија и стечајните работници. Ги решивме. Денеска можеме да се пофалиме дека немаме по-динамично темпо никаде во регионот на растот на платите. Не е доволно, многу треба да работиме, но мора да зголемуваме и продуктивноста. Сите кои што работиме во приватниот сектор и во јавниот сектор на секаде, верувам дека новите пензии исто така ќе острекат 322.000 пензионери имаме во државата. За 722 денари уште јануарската пензија е зголемена. Со редовната пресметка на покачувањето на трошоците на живот до крајот на годината ќе стигне до 900 денари покачувањето на пензиите. Тоа не е малку. Денеска просечната пензија веќе стигна 15.500 денари во државата. За 2 години е зголемена за 17.740 денари пензијата. Сето тоа се пари кај народот. Да кажеме што е значено. Најмногу, викаме, ни заменуваат луѓето, најмногу заменуваат лекарите и медицинските сестри. За да ги задржиме, на специјалистите ги зголемивме приходите за 40%. Денеска специјалистите во Скопје зимат по 120.000 денари плата. Специјалистите во Велес околу 90.000 плата и придонеси и приходи кои што ги имаат од дежурствата и слично. Значи имаме 100.000 денари просечни примања на специјалистите. Повеќе од 20% ги зголемивме капитациите на матичните лекари, на приватните гинеколози, на стоматолозите, на сите, медицинските сестри имаат зголемени примања за повеќе од 20%. Нашите учителки, наставнички, професорки и професори имаат 21,6% поголеми плати отколку пред 2,5 години, колку што има, или 2 години. Во градинките, негователки, воспитачки, поголеми од 21% имаат примања. Во центрите за социјални работи, луѓето што работат по затворите, луѓето што работат во армијата, луѓето што работат во културата, сите, но и луѓето што работат во приватниот сектор. Денеска бизнисмените кои ќе дадат повисока плата, државата им ги плаќа придонесите. Но целта ни е да дадат повисока плата на работниците. Сето тоа го ствара амбиентот за да биде животот попримамлив за живење тука, дома, во нашето огниште, каде што сме родени. Ние можеме туристички да одиме секаде, да одиме дури и да учиме секаде, но сепак дома да се вратиме. Така да јас верувам дека нашата земја ќе биде се повеќе и повеќе љубов од која што нема да се откажеме, пред се мислам на младите луѓе, за да живеат тука, за да го димензионираат својот живот тука, да тука да чекат деца, ние внуци повозрастните, заради тоа што така и редот. Да се надеваме дека тоа ќе биде. Па сега разговаравме за економијата, која што се надеваме дека ќе биде уште подобра во иднина. Имаме на статистички податоци пронајдено, каде што во борбата против корупцијата Македонија според последните анализи падната е на 13 места подоле. Значи во графата и сега е на 103-то место од вкупно 180 држави. Далеко пред нас е Словенија, Хрватска и Црна Гора. Што мислите, дали е ова точно или можеби според вас погрешно не оцениле? Прво, дел од податоците кои што ги објавуваат по разни основи се од 2017. Во делот на транспарентноста знам, а и други параметри, објавуваат дел податоци од 2017, од 16, па сега ги влечат за клучоците. Еден дел од податоците кои што ги објавуваат секако се со различен вид на параметри, кои што зависат од извршната власт или не зависат од извршната власт. Но денеска создадовме навистина независна антикорупцијска комисија. Транспарентни се сите процеси. Премиерот Заев го пријави најсериозниот случај на корупција рекет. За друго време тоа беше заташкано, кога се случуваат такви работи. И знае да ги заскријат. Сега ги отворивме слободно и денеска се носи одговорност.
имаше во затвори и во притвори обвинители, имаше бизнисмени, имаше газди на телевизии или слично кои што се покажале дека се инволвирани во вакви незаконски действија. Во сите земји се случуваат одредени вакви процеси на корупција, криминал и слично. Прашањето што тоа прави државата околу нив. Ние оставивме јавното обвинителство целосно да работи, го расветли случајот. Случајот е денеска врз суд. Го зимам само еден случај во борба против криминалот и корупцијата кој што е најактуелен во нашата држава. Да не заборавам, јас сум го пријавил како премиер. Наместо во минатото го криеа луѓе на моите функции. Во такви околности, еве имаме дури една пресуда веќе донесена. Верувам процесот брзо ќе заврши за другите, ем да се знае вистината, ем да се носи санкцијата. Заради тоа што и со самата пресуда се испраќа пораката до сите, да не им падне на памет да прават такви глупости, незаконски действија, заради тоа што ќе бидат фатени и ќе одговараат. Верувам дека се повеќе и повеќе ќе успеваме во борбата против криминалот и корупцијата, заради тоа што тоа е заразното лошо ткиво на државата, кое што мораме да го откорениме. Колку повеќе имаме намалена корупција и криминал во државата, толку повеќе имаме ресурси за градинки, за школи, за патишта, за водоводи, канализации, тротоари, улично осветлување, инфраструктура во државата, нови болници, да не зборувам за нови инвестиции во обновливи извори на енергија, нешто што навистина е модерно и треба да го правиме ние како земја, но успесите се големи, не се доволни. Секако имаме и слабости во своето работење, кои што сме ги научиле како лекции и кои што сигурно ќе ги исправиме во периодот, кои што следува ние не сме сјајни, ние не сме ангели во тој дел, заради тоа што работите па грешите, некогаш работејќи да помогнете на еден, му грешите на некој друг. Но учиме од сите наши слабости, верувам дека ќе ги отклонуваме. Имавме и лоши кадри на одредени позиции, кои што навистина направи и лоша слика. Сето тоа ќе биде променето во периодот кој што доаѓа, но успесите се огромни, евидентни. Светот ги потврди, параметрите ги кажуваат. Растиме во приходите на буџетот секоја година со над 7% во споредба со претходната. Се повеќе расте бруто домашниот продукт, се повеќе се отвараат работни места, се повеќе растат платите и пензиите во државата и верувам дека друга и алтернатива нема за да имаме подобро место за живење овде во татковината наша. Значи, да се надеваме дека судството понатаму ќе биде уште подобро. Актуелен е случајот со транспорт на медицинскиот отпад во Дрисла. Има ли прецизна стратегија за справување со загадувањето и загрозувањето на животната средина? Што мислите околу ова? Алармите покажуваат дека инспекциите делуваат и веднаш санкциите се случуваат. Транспарентноста е многу важна. Луѓето да имат увид во се. Само ќе ве потсетам дека имаше период од повеќе од 10 години кога не смееше да се гукне за одредени проблеми. Денеска ги гледате, луѓето се гласни, зборуваат, го кажуваат и делот на потребата и тоа што им смета за загадениот воздух, зборуваат за медицинскиот отпад, зборуваат за увозот на отпад во државата, се и ги принудуваат институциите да бидат нивен сервис. Ова е убавината на слободата и демократијата. И најголемиот инспектор се граѓаните, нивната гласност, нивниот пркос, нивната борба, за разлика од тоа што во минатото го немаше. Јас кажувам, дечко и девојка во паркот шупотеа да не ги слушне некој. Што би имало да ги слушне некој? Од страв. Денеска гласни се луѓето. Денеска може да кажеш што сакаш и никој не те гони за тоа. Нема ни да одговараш, ни па некој да ти се срди. Ова слободата е убава работа, на крајот го дига и квалитетот на живот во општеството. Јас верувам дека се повеќе ќе имаме и европска регулатива, а може да ги зајакнеме законите, за да не ни се промакнуваат одредени слабости, но истовремено зборувајќи за опасниот отпад, анализите па покажаа дека делот тоа што е увезено секако ги исполнува еколошките стандарди и слично и мораме да се водиме со европските вредности, но најважно од се е здравието на граѓаните, дека постоиме како држава, влада, парламент, судство, општина, заради народот наш, нема друга смисла на постоење на јавната администрација, на институциите на системот, така да колку подобро ги слушаме граѓаните и подобро ќе управуваме со државата, односно ќе бидеме подобар сервис на народот наш. Нема да зборуваме многу за вашата политичка кампања, но ни интересно, бидејќи се надеваме дека повторно ќе не бидете гостин, би сакале да знаеме каква програма
и каква кампања очекувате? Еве, за град Велес нешто да кажете малку повеќе. Благодарам. И до сега имаме сериозни средства од централно ниво инвестирани во Велес. Пред се во инфраструктурата, во подобрувањето на севкупните услови на живот. На општините поделивме 50 милиони евра по државата, финансираме локални патишта, сега тоа што следува. Велес добива повеќе од 1 милион и 100.000 евра, колку што се сеќавам, само од кредитот од Светска банка за локални патишта. Од делот на ТАВ го следуваат сигурно повеќе од 500.000 евра, тоа се за водоводи и канализации, иако веќе доста патишта се направија, се градат водоводи и канализации, но мора да му помогнеме на Велес да го реши паркирањето и сообраќајниот хаос кој што се случува дома. Мораме да ги решаваме делот на катните гаражи, заради тоа што вдел на постапките се отпочнати, да ги помогнеме процесите на селата кои што немаат канализациони системи. 21 веќе не се изградиле, никогаш не е доцна, мораме да ги изградиме ваквите постапки. Затоа преку Европската инвестициона банка земаме нова кредитна линија од 50 милиони евра, државата да ја враќа не Велес, не Струмица, не Скопје, туку државата наша, а да градиме нови канализации и водоводи. Инвестираме во градинки, во Велес се пуштени детски градинки, во реновирање на школите, во нови болници и амбуланти, во нивно опремување и слично, и така ќе продолжиме. Во моментот ја создаваме нашата изборна програма. Велес е многу значаен за нашата земја, заради тоа што Велес ни е и центарот на нашата писменост, на нашата борба и револуција. Секако јас верувам дека и како многу што можеме да вратиме, ама преку капацитет на држава. Она која што предстои во периодот пред нас се две важни цели, а тоа е севкупна трансформација на нашиот општествен систем и економијата. Веќе нема Грција, Бугарија проблеми, решено е. Нема македонци, албанци проблеми, решено е. НАТО, ЕУ, завршено е. Останува дома. Сите услови и предуслови се создадени за дома да го дигаме. Економскиот стандард, квалитетот на живот, привлечноста на младите да останат тука. Тоа е тоа на кое што ќе работиме. И сето тоа се дига и со подобро образование, со подобра правна држава, со подобро здравство, со подобра култура, со подобра социјална заштита, со подобри еколошки вредности, кое што е многу значајно, и верувам дека како што докажавме до сега, дека успеаме во ваквите политики, ќе успееме во 4-годишниот мандат, да кажеме сите дека можело ако се сака и кај нас да биде Македонија примамливо место за живење. Пред да ви се заблагодарам за вашето гостување, би сакала да ве прашам дали подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Коста Петров ќе ви постави 30 прашања и дали се уште ја чувате метлата што ви ја подари Драган Спасовски да. Секако, знаете, со таа метла која што беше дадена, тоа беше во текот на председателската кампања, се случија доста промени. Се случија промени пред се на државно ниво, на директори, функционери, дел министри, заменици министри. Се случија промени во општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз, заради тоа што ние сме владеачка партија и сакаме да се подобруваме секогаш заради одредени слабости. А сега метлата како символика стои во мојот дом. Ја однесов, заради тоа што ја напуштив и владата. Нормално, ваквите символични чекори треба да остануваат како поука, кога луѓето ни укажуваат дека нешто не чини, а доказ за тоа е дека слушаме. Значи, слушаме многу внимателно што народот зборува, ни укажува, слободен е народот и постапуваме по тоа. Тоа е несериозната гаранција дека ќе се промениме. Коста Петров ми е еден од нашите подпредседатели, тоа е нов лик, дојде во Социјалдемократскиот сојуз, донесе сериозно освежување на Социјалдемократскиот сојуз, еден слободарски дух, познат секако да се видиме на врвот со неговата книга, каде што дефинитивно можеме да учиме сите од тоа што е напишано. Во тоа со сериозни аспирации, но и сериозни пореки на мотивација на младите луѓе да се борат, да успеваат за да го достигнат врвот, кој што е достижен за сите. 30 прашања веројатно Коста Петров ги чува на крајот. За мене по функција сум така највисоко во Социјалдемократскиот сојуз, но убави се. Тие прашања дават отслика и какви сме, што семејство сме, што веруваме, колку сме успешни во работата, колку сме неуспешни во работата или слично, и на крајот докажуваат дека сме луѓе, обични, од крв и од месо, која што имаме нормален човечки живот, која што чувствуваме чест и одговорност од нашиот народ, сакаме да успеваме. Ако ние успеваме, државата успева.
Не само да оди државата напред, сакам и лични кариери да градиме преку тоа, го кажуваат моите колеги преку 30 прашања, верувам дека ако е така кај Коста замислено, јас ќе дојдам на ред, заради тоа што тој ви влегува едноставно у врата и ве прашува. И не ви кажува. Јас затоа велам, веројатно сум на крајот сум по функција највисок, ама може и нема да влезе кај мене, може нема да праша, а ако праша, јас како и секогаш сум транспарентен да дадам одговор на сите прашања и на Коста Петров, еве вечерва и на вашите прашања, но и на сите наши граѓани. Благодарам премногу што одвоевте време за да бидете дел од нашата емисија Актуелно. Се надевам дека повторно ќе бидете гостин. Ви посакувам успешна кампања. Така за на крај, што ќе им порачате на гледачите, посебно на Велешани? Добро, прво благодарам уште еднаш за поканата. Мене ми е драго што преку вашите камери телевизија Здравкин допираме до Велешани и до Велешкиот регион, каде што се гледа вашата ценета телевизија. Се надевам пак ќе се гледаме, мене ќе ми биде драго да присуствувам, дел од моите обврски, да давам одговори, да бидам отчетен пред нашиот народ. Следува важен период. Велешани да излезат на гласање прво. Со гласањето даваме на знаење и на значење на нашата земја. Не учествувајќи на гласање, не сме одговорни граѓани. Излегувањето на гласањето и нивната одлука да биде согласно нивното срце. Сакаме да имаме предвидливост, да одиме напред, по правиот пат, да донесеме одлуките. Сакаме се вратиме во кавгите, да се скараме пак со соседите дома, пак може да ги донесеме одлуките. Сите одлучуваме во каков правец ќе донесеме државата. Велешани 2016 година одлучија да ми дадат мандат. Јас бев премиерот и на Велешани. И тие 2,5 години редот беше јас да носам одлуки. Носев одлуки. Како никој досега носев одлуки. Сега е ред на Велешани и на сите македонци, но и албанци, турци, власи, роми, бошњаци, срби, сите во државата да носат одлука на изборите. Одговорност и право е да се донесе одлуката. Нашиот народ, како ќе ја донесе одлуката? Во тој правец и ќе ни се движи државата. Тоа што е најдобро за нашите деца, за нашето семејство, за вашиот Велес, за мојата Струмица, за Скопје, за цела наша Македонија, тоа да го одлучиме на изборите. Со таквите одлуки ќе дадеме вистински пат на државата наша и на народот наш, на целата наша нација. Јас верувам во мудроста на нашиот народ, дека и сака се најдобро на својата земја, на својата општина, на своето семејство, на своите деца, и ако само согласно тоа ги носи одлуките, верувам дека државата ќе не ја биде. Господине Заев, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од нашата емисија Актуелно. А вас, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер и се гледаме во наредната емисија, наредната недела со интересен гостин.